Почитувани колеги, во продолжение ќе следи второто видеоупатство како реакција на дописот од Министерството за образование и наука со цел помош на сите колеги за архивирање на нивните материјали, односно нивните курсеви или предмети на Националната платформа за учење на далечина Moodle. За таа цел, прво, ќе се логираме на Националната платформа за учење на далечина. И забележувате дека тука се стандардно предметите што ги имате. А за да архивирате, морате да го правите тоа, односно да правите бекап на секој предмет поединечно. Еве, например, јас ќе го отворам првиот предмет. Забележувате дека уредувањето ми е вклучено, но можете и да го исклучите, затоа што не е битно при архивирањето. Ќе кликнете во десниот дел, во делот на бекап, но ако кликнете во делот More, можете да пристапите исто така, по тој начин што ќе го изберите во делот Course Administration, делот Backup. При тоа добивате еден прозорец, кој што, како и вообичаено на Moodle, може да ве збуни, но, бидејќи сме почетници, можете да бирате што сакате, но најдобро да оставите онака како што е и да кликнете само на Next. Ако сте искусни, можете да појдете на крајниот чекор. Секој од овие елементи кои што се штиклирани, вие можете да ги отштиклирате доколку сакате, да не се вклучат во вашата резервна копија. Кога ќе кликнеме на Next, добиваме нов прозорец. Забележувате дека се тоа е штиклирано во овој дел, во зависност од вашиот предмет и она што го имате работено, ова биде многу голема листа или пократка листа. Забележувате во одредени делови дека имате X со катанче. Тоа значи дека податоците што се поврзани со името, презимето и логот на учениците, тие нема да можеме да ги архивираме, затоа што ние не сме администратори на целиот систем, туку ние сме само како наставници во нашето оделение. Значи имаме помали права, но тоа не значи дека не можеме да направиме резервна копија на нашиот предмет. Забележувате овдека дека имаме опција да ги прикажеме и опциите и да избериме што сакаме да направиме резервна копија, ако доколку сакаме тоа да го направиме. Откако сме задоволни со тоа што сакаме да направиме копија, кликнуваме на Next, забележувате и тестовите се прават резервна копија, односно се прави резервна копија на целиот ваш предмет или курс. При тоа внимавајте, ние како наставници имаме помали привилегии и при тоа нема да можеме да ги импортираме информациите за учениците, туку само содржината на нашиот предмет. Тоа всушност и ни е целта. Затоа што в година ќе ги имаме истите ученици. Во наредниот чекор забележувате дека добиваме информација за файл за името на фајлот. Можеме да го оставиме вакво какво што е, можеме да го избришеме и да си напишеме наше ново име, но внимавајте на наставката која што мора да ја има на крајот. Значи, ако бришите или менувате нешто, можете да го селектирате целиот овој дел, но можете да го оставите. Внимавајте, најважен дел е наставката, .mbz, која што мора да постои. Повторно имаме краток опис на тоа што се зачувува во нашиот предмет. Одиме надолу. И откако ќе провериме се што е, правиме Perform a Backup. Правењето на бекап на Moodle курсот е прилично брзо. Ќе провериме дали и нашиот систем функционира. Според дописот од Министерството, ова можеме да го направиме до петок. Бидејќи прилично голем овој курс, со голема банка на прашања, може би ќе потрае повеќе. Како додаток на ова видео, ќе се обидам да ви прикажам не само да направите бекап на вашата содржина, туку можете да направите индивидуално бекап на вашата банка на прашања. Но на овој начин се прави бекап и неизин, всушност се прави и неизин бекап. Добиваме информација со зелено, тоа значи е успешно, но имаме информација со црвено, која што е прва, вика дека референциите кои што се однесуваат на надворешни содржини нема да се вклучат во бекап фајлот и нема да функционираат кога ќе се ресторираат или вратат назад на друга страна. Значи сега треба да кликнеме само на Continue и сега добивавме нов прозорец
во кој што можеме да направиме импорт на бекап фајлот, а многу нас во овој случај ни е битен делот User Private Backup Area, во кој што го гледате фајлот и големината на фајлот и имаме опција за да го даунлодираме и да направиме рестор. А многу е добра опцијата рестор ако веќе имаме предмет и оваа содржина на овој предмет да ја префрлиме во друг предмет, во друго оделение. Но бидејќи сега ние се насочени кон зачувување, ќе кликнам во делот Download и ќе забележите дека ќе се копира, ќе се даунлодира бекапот на овој наш файл. Еве сега го имам бекапот, јас ќе го префрлам во истиот фолдер што го правевме претходно за да биде на едно место. Сега ќе го копирам. Имаме копија што е 13,1 мегабајт од нашиот курс. А оваа постапка ќе треба да ја повторите за секое од оделенијата. Значи сега ќе одиме, уште еднаш ќе ја повториме на брзина. Не земате ништо, бидејќи оставивме се како што беше, ќе одам на последниот чекор. Нема да одиме на двата меѓу чекори, затоа што ништо не направивме, ништо не изменивме. Ќе одиме на крајот, во последниот чекор, бидејќи е прилично повторно голема, скоро идентична како претходната. Ќе почекаме да се направи резервна копија на овој курс. На ова второ оделение. Повторувам, ова треба да го направите за секое оделение поединечно. Значи ќе добиете 4 фајлови, кои што покасно ќе можете да ги направите еве на овој начин. Кликнуваме Continue. Го добивме истиот прозорец. Забележувате, сега имаме втор бекап, кој што сега вториот е нешто покасно и можете да си го даунлодирате и тој истиот, на истиот начин како претходно, а може и да направите бекап на сите, па потоа од овој прозорец да направите даунлод на секој поединечно. Ја сега повторно ќе го отворам и овој истиот файл ќе го копирам во фолдерот кој што сакам. На овој начин правиме резервна копија. Сега да видиме, покрај тоа што не е целта сега во случајот, како би направиле рестор на овој наш направен файл. За таа цел ќе појдеме на нашата платформа. Сега ќе го изберам оделенскиот класниот час, што е празен во овој дел. И ќе изберам сега рестор. Од опциите што, сега внимајте, јас имам бекап направен на мои курсеви и можам да ги вратам назад. Сега замислите кога ова ќе го нема, јас тоа ќе го правам од делот Choose a file, затоа што јас немам таков файл. Значи сега можам да го искористам OneDrive-от, кога ќе се логирам на овој начин. Ако имам функционален OneDrive, може да го изберам фајлот што се наоѓа во мојот OneDrive. Можам да изберам опција Upload файл, што сега тоа ќе го направам. Или пак од Upload файл, или да видиме во Server Files, во овој случајот немам никакви документи. Сега ќе изберам Upload файл, но за таа цел јас сега ќе искористам техниката на излекување, така што фајлот што сакам да го донесам, ќе пробам да го извлечам во овој дел. Еве го едниот файл. И сега ќе го прикачам фајлот. Многу подобра и побрза варијанта ако го искористите OneDrive-от, ако го имате овој документ поставен таму, но не е битно начинот на кој што тоа се направи. Можевме фајлот да го извлечиме и во овој простор, која што ќе беше и многу побрза опција отколку да го изберам. Еве, имаме грешка, фајлот што ќе го ресторираме, тоа е нешто на кој што ќе треба да работат нашите администратори, а фајлот за
ресторирање, за враќање на содржината е 10 мегабајти. Значи, ако го гледаат ова видео, нашите администратори на националната платформа треба оваа големина да ја на аплод на файлот да биде зголемена, за да може ние да ги вратиме во иднина нашите курсеви. Тоа значи дека залудно јас ќе имам резервна копија на мојот файл. Имаме одма информација дека е поголем од 10 мегабајти. Јас, значи, во иднина, наредната година, нема да можам да го искористам овој истиот курс, затоа што ограничувањата се 10 мегабајти. Значи, задолжително нашите администратори на националната платформа ова да го зголемат. Зашто еден средно голем курс од 10 мегабајти не може да се ресторира назад, но постапката е во тој дел на овој начин. Се избира фајлот, се кликнува рестор и се следат чекорите во обратна насока, само што сега не можам да прецизирам, да покажам. Сега ќе се обидам да се вратам назад, да се обидам да направам резервна копија на нешто каде што всушност и немам ништо направено. Еве во овој, каде што ќе биде мала големината на фајлот, тоа што е празна содржината. Еве го backup и performa backup. Сега веќе нема никакви линкови, забележувате немаме ништо. Сега ќе изберам опцијата за restore. Овој файл, видите големината колку е помала, избирам download, ќе го отворам овој файл, ќе го префрлам да видам големината од еленски час. Ова е, ама овој го немам тука. Еве вака. И овој файл ќе го одличам во овој дел. Само за да ги видиме чекорите што се добиваат. Откако фајлот е избран, кликнуваме на Restore и сега да име во обратна насока. Иксовите, тоа значи дека нема да се повратат, а се што е со зелено ќе биде вратено назад на битната положба. Сега се ова деталите на нашиот курс, веќе е празен, буквално нема ништо во него. По наредниот чекор ќе добиеме прозорец. Еве вака, ева е најважниот чекор. А да се направи враќање назад или обновување, имаме две опции. Првата опција е Merge Backup Course into this course, значи моментално се наоѓам во деленски час бекап и да се направи поклопување. Односно да се спојат двете содржини, а втората опција е да се избржи содржината со таа што ќе се мести новата. Значи секогаш е добро да се направи од два, да се стави целата содржина, односно да се спојат содржините, па потоа вие да изберите што ќе искористите. Но за идната година, кога курсевите ќе бидат празни и ова го правите на почетокот од учебната година, слободно може да го направите да изберете било која од овие опции. Во вториот дел е враќање назад во веќе постоечки курс. Забележувате, јас можам да вратам каде сакам во сите мои курсеви кои што ги имам. Тоа значи дека ако направите копија од еден ваш предмет и ако сакате да го поставите во сите други, само вие ја копирате предметот и ја следите постапката. Повторно ги имаме истите две опции. Може да направиме спојување на содржините или комплетно бришење, или да избериме во кој од вашите предмети можете да го повратите курсот. Јас сега ќе изберам овдека првата опција, Merge, и ќе го изберам курсот за обука, каде што и во него има содржини. И сега ќе кликнам, забележувате, имаме Continue и во тој дел и во другиот дел. Ако кликнам Continue во првиот дел, имам повторно истите информации од преходниот дел, одиме Next, информациите и имаме опција Perform Restore. Ако грешите во било кој момент, можеме да се вратиме назад, еве во овој дел, и можеме дури да го откажеме тоа, или избришиме Cancel Restoration. Јас ќе избирам Do Not Cancel и ќе направиме Perform Restore, во зависност од големината, ќе кликнеме Continue и сега, кога ќе појдам во националната платформа и кога ќе појдам во мојот доделен предмет за обуки, освен мојата содржина, што ја има
на овој дел ќе се наоѓа и содржината што е од другиот предмет што го враќав назад. На овој начин можеме да правиме резервна копија на целиот курс и целиот предмет. Сега да ви прикажам, истите ограничувања ќе ги имате и ако правите експорт или бекап на вашата банка на прашање. Во делот Settings, ево уште еднаш од почеток, значи кога ќе појдете на почетната ваша страна, кога ќе го изберите еден од предметите, еве например 7.1, не мора да ви е уклучено едитирањето, во десниот агол, ако изберите во делот More, појдете во администрација на вашиот предмет и во делот на Question Bank имаме прашање категорија импорт и експорт. Ќе појдеме во делот експорт и сега од файл формат ќе го изберите третиот дел, од делот General избирате што сакате да архивирате. За да подобро го објаснам овој дел, ќе се вратам назад во делот за категории и како совет за воидната година, кога ќе правите прашање за вашата банка на прашање, тоа да го правите во категории. И забележете хиерархиската структура што се наоѓа тука и при тоа во секој дел има во заграда број на прашања. Значи во оваа категорија јас имам 10 прашања. А оваа категорија е подкатегорија од 1А број решавање проблеми. Значи во оваа категорија јас имам одреден број на прашања, еве дропки. А секој дел во зависност од структурата е како подкатегорија. Тоа значи јас кога ќе ја архивирам на пример Cambridge Checkpoint во овој дел, ако ја сакам да архивирам таа категорија, тогаш сите подкатегории ќе бидат архивирани заедно со тоа. Сега ќе се прашате зошто тоа го правиме, токму заради лимитирањето од 10 мегабајти. Сега ќе видите каква е цела банка. Оваа цела банка на прашања е вака, е сработена во цекот на годината, има преку 2500 прашања. Еве вака, сега ќе ги видиме и сите прашања што се тука. Еве сега ќе се еве вака, од почеток да ги прикажиме. Еве вака, да ги прикажеме сите прашања и прашањата од подкатегориите, тоа не ми беше избрано. И сега ќе се излистаат прашањата од целата банка. Ако сакате, вие можете, еве ова е целата банка на прашање, и ако сакате, вие можете да се изберете и поединечно прашање кое што сакате да го архивирате. Но зошто тоа да го правите? Еве вака, ова е целата банка на преку 2000 и нешто прашања, работени во текот на годината. Значи, ова сето, еве, веќе 2 страни има вакви со прашања. За таа цел, добро е прашањата да бидат групирани во категории, затоа што имаме лимит од 10 мегабајти за експорт, односно за импорт. Еве ќе кликнам сега на експорт, избирам модел и сега ќе изберам главната. Значи ова се, гледате хиерархијата, ако изберам 1А, јас експортирам категоријата во файл и сите подкатегории што се нова. Значи јас ќе изберам на почетокот главното во дрвото и за да може да се експортираат сите подкатегории нови. И на крајот сега ќе изберам експорт to файл. И сега добивам информација дека експортот ќе започне скоро. Ако не почне, кликнете тука, забележите горе дека се подготвува, ама мислам дека ќе биде многу голема, преку 150 мегабајти, ако не и повеќе. Банката на прашања, што задолжително треба да ја направите доколку сакате идната година да ги користите истите прашања. Сега ќе почекаме во зависност од тоа колкава е голема банката, поприлично, еве, забележувате, таа е 59 мегабајти. Откако Moodle платформата само ќе ја креира, ќе го креира фајлот, еве на овој начин, забележувате големината 59 мегабајти. Значи во идната година вие и да сакате целата оваа банка на прашања, покрај тоа што вие ја имате,
нема да можете. Еве сега добив известување дека овој файл може да направи грешка на лошо на вашиот компјутер. Јас ќе кликнам keep, затоа што навистина ми треба. И еве го сега фајлот. Овој файл што се креира, сега ќе го копирам. Еве го во резервната копија, во фајловите за резервна копија, за да ги имам. Сега ќе кликнам на Continue. И сега на овој начин јас направив резервна копија на сите прашања. Сега, како да направите рестор на прашањата? Сега ќе видите зашто е добро да бидат во категории. Сега ќе изберам класен час, каде што немам ништо. Ќе изберам more, за да влезам во банката на прашања и ќе изберам import. Ќе го изберам форматот по кој што се прашањата. Сега во овој дел ќе треба да изберам choose file. Сега ќе се обидам да ви прикажам тука со влечење. Еве банката на прашања што ја креирав и ќе ја одлечам во овој дел и добивам информација дека ова е фајлот многу поголем од тоа што треба. Ќе кликнам ОК. Значи, фајлот, големината на фајлот е 59 мегабајти. Сега, како тоа ние да го средиме? Ја ќе ви прикажам затоа што јас мислам дека имам овдека прашања. Не. На OneDrive-от ги имав, само ги имам и некаде во овдека на компјутерот. Само да ги најдам. Еве ги квизови. Например, еве. Не, тоа се изработките, не се фајловите. Каде се ќе ви покажам затоа што ги имам на OneDrive-от. Ќе изберам choose file, ќе одам на OneDrive-от. Такав да го одлечам, ама нема да можам. Овдека сигурно имам файл. Еве вака. Во мојот OneDrive. Значи сега одам надолу. Да најдам. Едам во тестови. Не е ова. Имам направено резервна копија на се што правев, но сега заради извештувањето и дописот треба да правам уште една резервна копија на се. Само да најдеме каде е. Еве Moodle Quiz. И сега кога ќе се отворат содржината на ова, мислам дека ќе бидат 6-7 категории што ги имам архивирано. И кога ќе почнете да работите, ќе видите дека штом категоријата е многу поголема, од 10 мегабајти, па ќе треба да ја делите таа категорија на подкатегории, за да го направите. Еве, видите, имаме големина овдека најразлична. Некоја банка на прашање е помала, некоја е поголема. Забележувате дека никоја ова е над 13 мегабајти, над 10 мегабајти нема да може, па потоа јас сум ја делил таа. Еве ќе изберам, например, некоја, еве, например, еве, една од овие, ќе изберам Select File, колку да прикажам само како ќе изгледа и ќе кликнам сега на Import. Сега, во зависност и од големината на фајлот, толку време ќе трае импортот. Еве ги сега прашањата, 18, кликнуваме Close и еве сега го имаме, ја имаме целата категорија. Значи, во овие 18 прашања беше големината на категоријата. На тој начин сега во овој предмет, што беше оделенски час, јас ги повратив направената резервна копија на банката со прашање. Значи, на овој начин се обидов да ви прикажам како можете да направите резервна копија на вашиот предмет или курс на Националната платформа за учење на далечина и како да направите курс на резервна копија на банката на прашање и истата да ја вратите назад кога за тоа ќе има потреба. Исто така напомнувам дека ако направите резервна копија на OneDrive, сега по новите упатства задолжително направете
и резервна копија на вашиот компјутер или според видеото префрлете ја на друг клауд.